Добра вечер, почитувани колеги. Еве точно е 20 часот. Добро вечер. Во интерес на заинтересираните колеги, ќе почекаме еве уште некоја минута да започнеме, а додека очекуваме јас да проверам дали имаме некои колеги во другите соби, затоа што имаме веќе неколку соби за состаноци. Забележувате во тимот што беше креиран за потребите, имаме веќе 5 присутни, значи јас ќе го прекинам оваа главна средба, ќе појдам во оваа соба, значи вас ќе ве ставам на чекање, како што ви објаснав минатиот пат, ќе поминам во другата соба, за да ги замолам колегите да се приклучат во поголемата соба, затоа што ваму сте 151 и имаме се уште место. Добра вечер, почитувани колеги. Едно мало известување. Значи се наоѓате во собата за првите 2 часа. Па ве замолувам, ќе ве почекаме во другата соба. Во четот јас овдека испратив линк кој што пробајте да го искористите, да се приклучите во точната соба на линкот што е прикажан тука, за да се приклучите во другата просторија каде што се 160 колеги. Ќе ве почекаме 2 минути. Ви благодарам многу. Еве сега се вративме назад, но кажавме ќе почекаме да се приклучат некоја минута. Додека ги почекуваме, да ја кажам агендата за денес. Што е целта, односно што е тоа што ќе работиме денес? Денес ќе работиме за OneNote, односно за делот од OneNote, специјално наменет за во училиште и еден од најважните делови за колаборација помеѓу учениците и наставниците и вработените во едно училиште. Ќе објасниме што е тоа, какви верзии има на OneNote, каде може да се користи и пред се како може да се користи. Особено во апликацијата Teams во која што зборуваме. Значи, како наставници, минатиот час можете да забележите, го креиравме тимот математика 7А за тестниот наставник, кој што ќе го искористам и денес. Ова што го забележувате, да ве потсетам од минатиот час, тимот што го креирав за тестниот наставник, и тој тим имаше неколку канали. Ако кликнем на трите точки кај тимот, ова е како потсетување од минатата средба. Значи, забележувате, тоа е тестниот наставник и јас како собственици и ги додадовме, ако се сеќавате, трите ученици, од кои што двата ученици ги додадовме со юзернем и пасворд, а третиот го додадовме со кодот. Екранот не ви се гледа, не е споделен. Не е споделен. Момент, ајде да видиме. Благодарам. Оти преминав во друго. Еве сега. Ви благодарам многу. Че на снимката ќе го има, ако имам нешто вакво пропуст, слободно интервенирайте. Сега е во ред. Во ред, ви благодарам многу. Значи, ова е делот од тимот што го креиравме за наставникот. Еве вака. За тестниот наставник минатиот час. Минатата средба. Исто така креиравме неколку канали, во кои што јас, забележете сега тука, деловите што се штиклирани се видливи и за мене. Делот што е заклучен е видлив само за наставникот што го креираше тимот. Значи, група 2, јас немам никаков пристап, иако сум јас глобален администратор во моето училиште. Значи, наставникот што го креира овој тим, го направил, јас знам дека постои тука, групата таква, ама немам никаков увид. Што значи ова?
дека ако оделенскиот раководител креира оделение за своето, група или тим за своето оделение и потоа направи канали за секој предмет, тогаш наставникот што ќе биде во каналот, сопствениот канал, ќе може да работи независно од оделенскиот раководител што го креирал тимот. Една од опциите за која што зборувавме минатиот час. А денес ќе зборуваме за тоа како се креира клас ноутбук и како тоа се работи. Бидејќи ова е делот од мојот поглед, сега јас ќе поминам на делот кај наставникот. Значи, ова претходно логира наставникот од минатиот пат. Забележете дека горе десно е името на наставникот, но за момент јас само да ја уклучам програмата со чија што помош ќе можем подобро да ви покажувам. И тај ќе ви објаснам на некој од часовите, таа е Zoomit. Со чија што помош можам да го зголемувам екранот, да пишувам на екранот и да правам анотации. Еве, например, за ова зборувам, значи во десниот горе нагол се наоѓаше наставникот. Ова е неговото, потоа знаеме дека сме регистрирани како наставник. Делот кој што го зборувавме, ова е моето, се извинувам. Значи сега ќе треба да се приклучам кај наставникот. Еве го вака. Значи сега, ќе го регистрираме наставникот. Исто како што го правивме минатиот пат. Одиме на office.com, ќе кликнеме на Sign In и сега ќе ги искористам истите податоци од минатиот пат. Значи тестниот наставник што го креиравме. Значи сега се регистрираме како наставник и пишуваме юзернейм и пасвордот и се регистрираме како наставник. Значи сега замислете дека се најавувате за прв пат вие со вашиот собствен юзернейм и пасворд и при тоа, ако појдете во Teams, ќе го забележите собствениот тим што е креиран. Сега ќе почекаме да се отвори. Еве го тимот. Ако го изберам тимот, ќе забележите што е сето креирано во тимот. Сега, во горната лента че имате Post, Files, сега ќе се задржиме на клас ноутбук, односно дигиталната тетрадка за вашето оделение. Прво таа мораме да ја креираме. Ќе кликнеме на незе и ќе почекаме малку. Ќе ни се отвори еден текст во кој што можете да забележите дека имаме информација која ни кажува дека на тој начин ќе му даваме на учениците приватен простор за бележење и канвас, односно платно за колаборација. Кликнувате на делот подесување или уклучување на OneNote Class Notebook тетрадката, значи дигиталната тетрадка за целото оделение. Можеме да користиме празна тетрадка, а може да искористиме од веќе постоечка тетрадка. Еве зошто би го искористиле првото, а кога второто? Например, ако минатата година, јас како наставник, ја имам содржината што ми треба или структурата, тогаш ќе го искористам овој дел и автоматски цела структура ќе ми се префали во новата година. Но бидејќи сега прв пат го користам овој, ќе искористам празна тетрадка. И при тоа,
ќе ни се појави следното. Забележувате дека ќе имаме три главни области. Ова е многу битно да го запомниме. Првиот простор е простор за соработка или колаборација. Во овој дел наставникот може да ја едитира, уредува содржината, исто така и ученикот. Уредувањето може да биде во исто време, како на наставникот, така на ученикот. Во делот Content Library, таа е библиотека со содржина. Во овој дел наставникот може да едитира, а учениците можат само да гледаат материјали. Овој дел е најдобар да се искористи за наставникот да ги става во тој дел, а програмата, материјалите што сака учениците да ги гледаат, ама не да ги изменуваат. И добра навика е се што ќе стави наставникот во овој дел, учениците да си преземат без при тоа да може да го изменат. Ќе зборуваме покасно за тоа. И сега, од оваа година, лани не беше тоа возможно, требаше да се активира дополнително, е дел специјално за наставникот. Значи, ова е тоа дел за наставникот што зборувавме минатиот час, што е додаден во тимот. Тоа е место исклучиво за наставникот. Наставникот може да уредува содржината, а учениците не ја гледаат содржината. Сега кликнуваме, забележувате овде дека имаме Next. Во наредниот прозор што ќе ни се отвори, ги гледаме. Горе во делот Student Name ќе биде името на ученикот во оделението. Потоа имаме 4 секции или делови што се именувани на начинот како што се именувани. Тоа е Handouts, Class Notes, Homework и Quiz. Значи, вие определувате, можете да ги смените. Значи, работа на час. Значи, ајде одека да го смениме домашно. Еве, например, квизови. Еве овдека проекти. Ако сакате, можете да додадете нова секција. Еве да додадам уште едно. Екстра задача. Че можете да додавате колку сакате. Внимавајте, ова што ќе го креираме сега тука, ќе го имаат сите ученици во нивните тетрадки, на начинот на кој што го креиравте. Се што треба да направиме сега е да кликнеме на Create. Ќе почекаме некоја минута, додека нашата тетрадка се креира. Бидејќи имаме мал број на ученици, би требало да е релативно брзо. Внимавајте, ова го прави наставникот за своето оделение. Не може никој друг да му го направи ова и забележете дека тоа се прави во делот General. Сега добив една информација во делот за приватност во кој што има, ама за сето ова нема потреба да го читаме, Microsoft ни се заблагодарува и така натаму и така натаму. На тој начин го добивме тетрадката за сите ученици. Да видиме што добивме. Ова е многу битно. Делот што го имаме тука, имаме кратко упатство како се работи со програмата. Доволно е само да го прочитаме и ќе видиме што се имаме тука. Да видам дали може програмата да ни го прочита и да ни го прочита на некој од јазиците, како што зборувавме минатиот час. Еве во делот имаме, ова е за диктирање, значи ќе зборувам и за тоа нешто покасно, да, не е битно сега тоа. Ако кликнем на стрелката во десно, забележете сега тоа што го зборуваме. Ова е, имаме секција, значи секоја тетрадка, дигитална тетрадка, е поделена на неколку делови. Забележувате, имаме како 3 области. Во крајно левата се секциите, а горе ни е целата тетрадка за 7А, оделение по математика. Во крајно левиот дел
се наоѓаат пораки за добре дојде, прва секција во која што имаме две страни. Забележувате, welcome и најчесто поставувани прашања. Можете да ги прочитате слободно и да видите кои се најчесто поставени прашања. Забележете, само што кликнав во тетратката и таа ни се отвори. Ако сакам да ја проширам, треба да кликнам на другиот. Во делот за колаборација. Кога ќе кликнете, го отворате со стрелката надолу, видите, гледате што има во него и во страната проверуваме колку страни имаме, а тука ние во големото поле делот што е многу битен. Сега, одека се кратки нападствија како тоа може да го направите. Зошто просторот за колаборација, вика за проекти, за материјали, за подршка за група на ученици, за to-do листа, нешто што треба да се направи и така натаму. Значи, напомнувам, во делот за колаборација можат да работат и учениците. Во Content Library стои содржината која што е уредува наставникот. Еве јас ќе додадам овдека. Пример. Лист што се вика задача 1. Листот горе во горниот дел има хронолошки распоред, има временски так, значи датумот го гледате и времето кога е креиран листот. Значи се знае кога е креирано нештото. При тоа оваа задача, учениците, сега кога ќе појдам кај учениците, ќе видите дека ќе ја гледаат, ама нема да можат да ја изменуваат. А додека, ако во колаборација, ќе запишам например идеи за проект. При тоа, оваа страна, што се наоѓа во делот за колаборација, ќе биде достапна за сите ученици, а додека задачата е еден што јас ја спремам за да му ја дадам на учениците, ќе ја гледаат, ама нема да можат да ја уредуваат. Во делот Teacher Only, во овој дел наставниците може да си ги спремаат тестовите, домашните, работните листови, било што тие сметаат дека треба само тие да го гледаат и никој друг. И при тоа забележувате дека ги имаме учениците. Ученик 1, и видите сега, ги имаме сите секции што ги креиравме на почетокот. Значи, екстра задачи, сега е празна. Квизови, домашна работа, значи сега се овие празни. Денеш, на оваа средба ќе научиме како да му доделиме задача на ученикот, при тоа секој ученик ги има истите секции. И при тоа, секој ученик си има својата, а вие како наставник можете да ги гледате сите и можете да му давате фидбек, повратен одговор во било кое време, додека ученикот работи. Идејата на клас ноутбук е следна. Вие како наставник спремате содржина која што ја ставате, ако сакате сите ученици да ја имаат и да ја уредуваат, ама тогаш фајлот што ќе го споделите може да биде каше попара направен. Затоа тоа не се препорачува. Во делот клас ноутбук ја правите задачата, затоа што во овој дел, во Content Library, задачата што ќе ја ставите, учениците не можат да ја уредуваат, се додека не си ја префрлат во нивните тетратки. Ќе зборуваме за тоа покасно како се префрлат. Значи, ова е делот што го гледат наставникот, што го прави за своето оделение. Сега, јас ќе се обидам да се префрлам на делот кај ученикот и да видиме што е тоа што го гледа ученикот. Еве сега можете да забележите дека јас сум регистриран како ученик 1. Значи, ќе појдам во Teams или можам да појдам во OneNote. Да видиме што ќе се случи, затоа што учениците имаат OneNote, но внимавајте,
ова OneNote што го имаат тука, не е исто со OneNote што го имаат во Teams. Парин ќе го отворам во Teams да го видите, а потоа ќе зборуваме за другиот OneNote, зошто тие се различни. Значи, сега гледаме што ќе гледа ученикот. Да почекаме да се логира. Еве вака. Еве, ќе го отворам клас ноутбук. И сега ќе забележите дека ученикот што го креиравме вчера, ќе ја има истата тетрадка, истиот облик на тетрадка, само што ќе го гледа делот за Content Library, Collaboration Space и неговото име и презиме. Еве истата тетрадка со истите информации. Еве истата порака, што ја добивме. Сега, овој прозорец малку се разликува од оној што го имавме кај наставникот. Забележувате, имаме пораката за добре дојде, го имаме просторот за колаборација, тој тука, во кој што стојат идеи за проекти. Сега, рековме дека во овој дел ученикот може да пишува. Забележувате, а пишуваме на тој начин што ова ни е платно канвас за пишување и ние можеме да пишуваме на тој начин што ќе избериме со глувчето каде сакаме да пишуваме и можеме да почнеме да пишуваме веднаш. Например, овој ученик сака да има проект за начини на заштеда на вода. Прилично е мало, но имате уредување, значи може да биде 28. Ќе зборувам после за сите овие опции. Може да додава, да прави, значи на овој начин видовме дека ученикот може да додаде проект. Значи негова идеја на проектот. Во делот Content Library, забележувате, ја има задачата, ама видите горе се појави жолта лента, не знам дали ја забележавте. Сега ќе пробам да се вратам назад. Еве го овој дел. Забележувате дека пишува дека е read only. Тоа значи дека учениците можат да го гледаат, ама не можат ништо да направат тука. Значи можат да ја прочитаат задачата. Сега, например, да се обидам да се вратам. Ете така. Ќе појдам во задача 1 и ќе ја видам задача 1, но бидејќи немаше текст, немаше да видам во задачата. А инаку, ако имаше текст од наставникот, ќе ја видев задачата, ама не можев да ја уредувам, се додека, како наставник јас, или како ученик, не си ја земам таа. И во овој дел, ученикот ги има сите делови, каде што може да пишува што сака. Че во делот за домашна работа, бидејќи е негова, ученикот може да запише, например, домашна работа 1 и може да се пишува тука што тој смета дека може да се направи. Предноста на луѓето што имаат Office 365 е тоа што можат да го користат делот за математика, што ниту една друга платформа не може да го дозволува да се пишуваат формули. Убавината е во тоа што, ако вие како наставник сметате дека математичките равенки и формули што може да се решат на овој начин, не треба да ги користи или треба да ги користи само одредено време, јас како наставник можам да ги уклучам на само одреден период. Можам да ги уклучам на 5 минути, на 10 минути, на пола сат или за цел час. Сега ги избрав да ги уклучам, нека се отвори опцијата, за 5 минути, пример. Ева вака. Значи, ученикот може да решава, може да црта, а може и ништо да не прави. Еве јас ќе изберам да може да решава.
Зошто? Затоа што при решавањето може да се прикажат и чекорите. И ќе биде дозволено само 5 минути. Сега ќе видите, еве, не може помалку од 10 минути, еве точно 10. Готово. Но внимавајте, бидејќи сум јас сега во скриен прозорец, бидејќи не може да го контролира тоа, не е во функција, ме ќе ви покажам од другата страна. Значи, овдека е во тој дел, ќе објасним покасно. Во овој дел, ученикот, ако го користи малиот прозорец, ова релативно е малецко прозорче за работа. Ако појдете во делот Open Improviser, имате две опции. Да го отворите во пребарувач или да ја отворите во апликација. Најголемиот проблем што се случува и нејасноти, зошто мора за едно исто нешто да имам 4 различни опции? Значи, оваа работа може да се отвори на 3 различни места истото. Дури и на мобилен може да се отвори. Но, мојот совет на мобилен не може скоро и ништо да се пишува. Може да се направат кратки уредувања, ама толку. Значи, ова е тоа што го гледа ученикот. Јас сега ќе се обидам да се вратам во делот кај... сега ќе се обидам да се приклучам кај мене, затоа што јас имам повеќе такви за да ви прикажам. Еве, например, сега ќе се обидам да ви прикажам како можете вие, како наставник, да споделите нешто со вашите ученици. Но за таа цел, најдобро е следното. Ако ја отвориме OneNote апликацијата, што ја имате на секој на својот компјутер. За да ја имате, значи ако имате компјутер, и ако тој компјутерот е прилично, да не речем сега, понов, например, да има Windows 10. Еве вака. Ако појдете на следната страна, на onenote.com, и можете да ја симните бесплатно. Ова е една од програмите која што се нуди бесплатно за било кој корисник. Но, за да ги користите, особено математичкиот дел, мора да имате училишен акаунт. Воспротивно нема да може да го користите. Видете, се што треба да имате е да се регистрирате со било која сметка или веќе ако сте регистрирани да се приклучите. Ако го имате ова, или пак ако имате на компјутер, доволно е во делот со иконата, еве да ви покажам долу, значи тоа е во овој дел, во делот Search, да го напишете тоа што го барате, напишете Store, Microsoft Store. При тоа, во делот Search, горе, ако напишете OneNote, ќе излези апликацијата OneNote, еве овдека, и вие таа апликација можете да си ја симните на вашиот компјутер, лаптоп, компјутер, било што. Исто така на мобилен, ќе појдете на Play Store, бидејќи јас ја имам оваа апликација, јас можам само да ја стартувам. Немам потреба да ја даунлодирам. Мојата апликација еве овдека. Сега. Вака изгледа апликацијата што ќе имате на вашиот компјутер. Сите, без разлика дали е училишна или регистрирана со обичен мејл. Горе лево ќе стои вашето име, а сето ова надолу се моите дигитални тетрадки што ги имам сработено, има овдека уште повеќе, но овие се скоро сработените и почнувајќи од, ајде да не претерам, ама од ланската учебна година, значи од 1 септември, еве скоро година дена,
Се што е сработено и стои тука. Значи, не само што се часовите на училиште, и се што е приватно сработено, подготовка за надпревари, часови, снимки што се правени, квизови што се реализирани, се што е правено тука и пишувано, анотирано, се зачувува тука. Значи, ова вие се вашите тетрадки. Ако кликнете на плюсот, вие креирате нова тетрадка. Еве, крикнав Microsoft 365 работилница. Разликата во тоа што јас како корисник на 365 и вие како обични корисници без училишен акаунт, ќе го имате ова, но различно е местото каде што се снимаат фајловите. Мојото се снима на SharePoint на училиштето, а вашето се снима на OneDrive што е личен приватен. При тоа, останува истата структура. Во делот за секции можеме да си додаваме колку сакаме секции. При тоа, можеме ако сакаме, со десен клик, значи можеме да додадеме и десен клик. Можеме да составаме нова секција, нова група од секции и можеме да ја видиме навигацијата. Навигацијата, да го сколевам за да го гледате, навигацијата можеме да ги прикажеме сите паноа или само одредени делови. Или па можеме да ги скријаме сите. Тоа е во врска со делот што се овдека отвора од лево. Ако кликнеме десно, со десното копче, на било кое поле, можеме да додадеме ново. Значи, нова страна, или веќе, ако ја копираме предходната, да ја поставиме тука. Исто така, можеме да ја избришиме, да го смениме името, тука ни е дозволено, да ја сменам бојата, значи можете за секоја секција да имате различна боја. И при тоа, еве, например, јас ќе изберам десен клик и ќе го сменам името. Еве, пример, тема 1. И сега, оваа секција ќе ја направам да биде, момент само, сакам да ја наместам да биде вгнездена, да биде малку повнатре, да бидат како тема по тема. Вака се ќе направиме. Значи, можеме да ја копираме и на друго место. Сакам само таја, ама изгледа сега нема да можам. Сигурно може. Значи, да го сменам името. Ајде, тема 2. Значи, вака сакам да го направам. Само не знам зашто сега не може. Пример, ќе најдам некој што имам. Не овдека нема. Како вгнездени да дојдат едно во друго. Значи и ова не. Ова се што сум сработил, ама не сум ни ја користил опцијата, ама сигурен сум дека има такво нешто. При тоа, значи, наредната што ќе ставиме ќе биде со трета. Видете, забележете, автоматски е нова броја. Потоа додавате страни во секоја од овие секции. Значи, ќе имаме понеделник. Содржината од понеделник. Нова страна ќе биде вторник. Може да биде датум, може да биде наслов на лекција, може да биде било што. Од вас зависи како ќе си ја организирате структурата. Што се може да правите? Овдека може да правите буквално се. А ова представува нешто слична опција на Word, која што е бесплатна, ама не дозволува линеарно уредување. Тоа значи дека можам да пишувам каде сакам. Можам тука, можам овдека, можам да кликнам било каде и можам да почнам да пишувам. И при тоа секој од овие полиња се независни. Можам да ги однесам каде сакам. Значи, во делот Home ги имате опциите за обично уредување. Нормално, боја, големина, подцртување, така натаму. Во делот Insert почнуваат убавите работи.
може да вметните табела со предефинирана големина, може да внесите файл. Овдека е нешто. Ајде да видам мој файл, ќе најдеме тука. Еве, задачи за писмена работа. И го избрав фајлот, сега имам три опции. Опциите кои што ми се на располагање. Да го аплодирам на OneDrive и да вметнам линк, да го прикачам како документ или да го прикачам како принтаут. Значи, првата опција, еве сега една по една ќе ги прикачам. Првата опција се прикачува на OneDrive, во зависност од големината. Горе ќе имам линк и ќе го гледам документот. И еве ги сега задачите. Има 9 страни тука документот. Можеме овдека имаме процент, еве да го зголемам за да го гледате. Значи 100%. Имаме опции што можеме да му направиме на документот, исто како да е во Word документ. Кликнав нешто што не требаше. Имаме овдека да го гледаме во целосен екран. Значи, имајте во предвид дека ова е како да го имате истиот документ во вашиот во Word да е отворен. Сега да видиме втората опција. Сега ќе го изберам истиот документ. Insert како attachment. Значи сега, разликата во првото вметнување и ова второто, што во првото го гледам документот, а сега имам линк. Ако ученикот го добие овој документот на овој начин, со кликнување два пати на овој документ тука, тој ќе му се отвори. А третата опција, како printout, е нешто слично како претходната. И ова опција ви ја советувам, ви ја препорачувам да ја користите секогаш кога сакате да вметните PDF документ. Секогаш. И, за да не се случи учениците да го изменат ова и да ги преместат границите, задолжително, видете сега, го направи во PDF, самата програма, документот. Ќе кликнете на него, десен клик и ќе го однесите како позадина. Сега морам да појдам малку подолу, еве вака, за да видите, ево овој дел. Значи, тоа што го местите да биде позадина. Но внимавајте, ако го ставите позадина, веќе не можете да го вратите назад. Ако го ставам ова како позадина, учениците никогаш нема да може да го изместат. А можат да пишуваат врз него. Еве, например. Сега, ученикот може да кликне овдека и да го пише одговорот. Што инаку претходно не можеш. Значи, ако му го дадам јас документот на ученикот, ваков каков што е, тој може да го напиши и да ми го врати како назад. Може, например, да го избери точниот одговор. Еве, например, ќе изберам во Джо. Ученикот, доколку располага со уред во кој што може да пишува, еве вака, но неверојатно, јас имам проблем сега овдека нешто, еве вака, може да си го избери, еве вака, демек ова е решението. И без разлика на кој начин. Еве, например, може да го определи решението и да го прецрта, точно да стави на било кој начин. Дури и ученикот, ако ја уклучи опцијата во овој дел, може да решава и равенка. Ако јас му ја уклучам. Например, еве сега ќе пресметам 25 по 12, како калкулатор. Ќе притиснам еднакво, ќе оставам место и ете го решението. Затоа опцијата е многу добра, затоа што имаат и калкулатор угнезден тука. Не само тоа. Например, еве равенка, што ја креирав сега онака. Ако изберам опцијата за математика, видите, самата програма ми ја прикажа. При тоа,
имам опција каква акција да направам. Можам да ја решам, дури и да ја нацртам. Еве ќе ја решам. Еве вака, сега да го вратам назад ова. Ако сакам да ми ги прикаже програмата чекорите на решавање на задачата, еве ги чекорите. Ако кликнам и влечам, чекорите ќе ги прикажам во документот. Ако сакам програмата да ми ги прочита решенијата, ако јас како ученик имам проблем со слухот, не можам добро да ги читам, програмата ќе ми ги прочита. Сега ја избрав опцијата и да ми ги прочита прашањата. Steps for solving linear equation. Значи, Add зборувавме x за to ова. both sides. 3x. Значи, сето ова ни е достапно. И при тоа, убавината не завршува тука, но сет на можностите што ги имаме, ова делот не ни зборува. Значи, ова е во делот на тетратката за уредување. Може да гледаме како изгледа, можеме да направиме помош да побараме кога сакате, но овој дел не е битен. Како ова што јас го напишав сега, од мојата тетратка ќе му го дадам на ученикот. Овој дел порано, вие што имате постари верзии на OneNote, например 2016, например, нема да го имате, туку ќе треба да го симнете како додаток. Имаме неколку опции, ова ни се најважните опции што можеме да ги користиме. Во првата опција, кај што пишува да се дистрибуираат страните. Сега ќе одам една по една. Имаме 5 опции. Да избришам страната, да дистрибуирам оваа страната, можам да направам индивидуална дистрибуција, односно да испратам само на еден ученик, или на двајца, или на тројца. Можам на цела група, а можам да испратам и на повеќе тетратки. Еве, например, првата опција. Да видите што ќе се случи сега. Дека всушност и покрај тоа што имате, нема да можете секогаш се да направите. Се отвори ново пано од десната страна и сега ќе почекаме да видиме каква опција ќе добиеме. Ако сколеам за да го видите, unsupported. Значи, ова опција ја имате само преку Teams и преку Office 365. Не можете да дистрибуирате страни преку обичната апликација. Но, можете да направите, ајде да провериме дали може индивидуална. Повторно не може. Групна дистрибуција, да, повторно нема да може. Ова мислам дека може. Cross Netbook Distribution, значи оваа тетратка да ја пренесам, еве сега веќе може. Од ова лева страна, да го зголемам, сега се наоѓаат сите мои тетратки што јас сум ги креирал. Значи тука ќе се јавуваат сите ваши тетратки што ги имате креирани. Сега јас ќе ја барам тетратката, ако можам да го најдам нашето оделение што го направивме 7-5. Ама бидејќи јас не сум наставник главен таму, ја ќе го изберам, еве проба оделението. Ќе побараме после групата и откако ќе го изберам оделението, кликнувам Next. Сега, треба да изберам каде сакам да ја направам дистрибуцијата. Во кој дел? Еве, например, сакам да биде ова за домашна работа. Ќе изберам делот за домашна и ќе кликнам на дистрибуирај. Тоа значи дека сега оваа тетратка што е тука напишаната ќе се најде во групата што ја избрав, во тетратката што избрав, во делот за домашна работа. Еве готово. Добив порака дека е завршена дистрибуцијата. Ќе го провериме покасно тоа. Сега, во наредниот дел, че тоа завршиме, единствена опција не беше тука. Во вториот дел, дистрибуирање на нова секција. Сега да видите што значи тоа секцијата. Значи, секција ова второто. Ако дистрибуираме цела секција, значи ќе, например, тема 1 ако ја дистрибуираме, ќе се дистрибуира со сето што е во незе.
Значи овдека требаше, јас грешив. Значи требаше во да дистрибуираме. Во овој дел имаме две опции. Да дистрибуираме нова секција или нова група од секции. Да видите кој ќе избериме првата опција што ќе се случи. Мислам дека оваа опција нема да не биде можно да ја направиме. Ќе треба да добиеме информација од оваа страна. Ајде да одиме понатаму, ќе се јави кома нека работи. Во делот Copy to Content Library, да ве подсетам. Content Library беше делот каде што учениците можат само да гледаат, ама не можат ништо да направат. Ако изберам сега во делот Content, Copy to Content Library, значи во библиотеката со содржини. Ова опција ми вика дека не е подржана тука. Во делот Review Student Work, значи да ја прегледам работата од ученикот, може да имаме две опции тука. Да на индивидуален ученик или Cross Netbook Review од повеќе различни да прегледам. Бидејќи, ако изберам првата опција, мислам дека нема да биде возможно, оти не сме во клас ноутбук. Сега, во другиот дел, можам да креирам клас ноутбук, значи од самата програма, ама мислам дека и тоа нема да биде возможно во овој дел, можам да додавам и одземам ученици, да додавам и одземам наставници, исто така можам да ги уредувам моите тетрадки. Еве вака. Значи сега за да ги уредувам моите тетрадки треба да се логирам. И сега ќе излезат сите мои тетрадки што јас некогаш сум ги направил. Значи ова што е направена баш во тој дел и не постои воопшто, затоа не можем ни да ја најдем. Овие делови не ни требаат. Наваму, десно, затоа што тие се за поврзување со други платформи за учење. Ова е накратко она што го имате како обични корисници. Значи, единствено што може да го направите е да го дистрибуирате низ повеќе тетрадки. Сега, ќе се приклучам назад во тимот, еве вака, и ќе го побарам тимот проба. Тој каде што ја наместив, видам да не е скриен тимот, да проверам дали изгледа не можам да го најдам сега. Можда е во некој што сум го архивирал да го наместам погрешка. Не е ни толку битно. Ќе креираме во другиот. Уште еднаш. Кога ќе имате толку многу тимови, ќе биде проблем да го најдете тоа што го барате. Тоа е секојаш така. Оно што го бараш не можеш да го најдеш. После ќе го најдеме. Значи, на овој начин можеме да работиме во клас ноутбук. Сега ќе појдам кај наставникот што беше логиран. Еве вака. Ова е наставникот што го логиравме, што си ја направи тетрадката. Сега, овој наставник, ќе видите кога тетрадката што ја креира тука, сопствената, ќе ја отворам преку Teams, преку пребарувач или во апликација. Јас ќе отворам преку пребарувач. Апликацијата APP, овој делот тука, е апликацијата што ви објаснував досега. А сега ќе видите што и како ќе изгледа во пребарувач. Тоа е исто како да ја отворите одавде. Апликацијата. Тоа е идентично. Сега, овој линк, ако сакате да го добиете овој линк и за да гледате што работам јас, тоа може да го направите
секогаш, ако кликнете на делот Share, еве овде, и при тоа ќе ви се појави вакво поле, во кое што луѓето во организацијата кај што работите може да го едитираат. Ако кликнете на стрелката, имате неколку опции. Луѓето да имаат само одредени луѓе, што ќе ги изберите вие, луѓе веќе што имаат пристап, можам да дозволам уредување и ќе дозволам уредување. Значи, anyone with the link, значи, бидејќи сум внатре од училиште, не може да дозволам било кој друг да го уредува документот. Ако знам мейл, ќе изберам одредени луѓе, ќе кликнам apply и ќе го напишам мейлот од човекот, од колегата, и ќе му испратам приватна порака дека овоја тетрадка може да ја користи и да ја уредува. Еве ќе се пишам себе си, да видите како ќе изгледа. И ќе испратам порака. Имавте долу опција, ако забележавте, и кој ќе напишете мейлот, ја пишувате 2 букви, имате опција да го копирате линкот во овој дел. Ако кликнам на него, се добива опција, ќе го копирам линкот, ќе го испратам. Исто така, имавте опција и да го испратите линкот преку Outlook. Како ќе го направите тоа, од вас се зависи. И сега, во овој дел, забележите сега што ќе направам. Ќе испратам задача за ученикот и тоа во задачата ќе биде во облик на квиз. Еве го во овој дел. Значи, јас како наставник ќе кликнам на делот Insert, ќе кликнам формулар. Сега. Ќе побара од мене да се регистрирам. Че ова може да биде било што. Јас го избирам само најлесното. Ќе се регистрирате, бидејќи јас сум регистриран. Можеме да избериме нов или да креираме нов квиз. Јас ќе кликнам нов квиз да креираме. Значи, ќе имаме посебен дел за ова. Проба. Ќе додадам едно прашање. Кое е решението на равенката? Сега бидејќи сакам да напишам формула, во десниот агол имаме 3 точки, избирам математика. Исто така, ќе изберам автоматски се испиша и subtitle, тоа значи дека ќе имам долу поле. И сега ќе ја пишам равенката што сакам да ја решам. Значи x минус, еве сега ќе пишеме и дропки, автоматски се препознаваат, плюс 3x еднаков на 3 минус 2x. Еве равенката, видете убавината што е сега. Нема потреба да измислувате решенија, самата програма ви ги понуди решенијата, јас само ќе ги изберам сите. Дури го имам и точниот одговор. Сега, ќе додадам поени, 10 например, и квизот ми е завршен. Тој што сакав да го направам јас. Понатаму имаме многу повеќе. Можам да додадам ново, видите сега. Врз основа на претходното креирано прашање, самата апликација ви нуди опции. Јас можам да кликнам и да ги прифатам сите. И автоматски веќе во квизот имам 4 прашања. А изгубив колку? 10 поени. 10 на секунди за да го направам. Сега ќе треба да го споделам. Ова. Можам да го споделам сите во моето училиште со линкот, ама еве сега за да пробате вие, да видите дека секој може, секој со линк ќе може да го направи, и јас сега овој квиз, што е креиран тука, ќе ви го споделам со вас.
А за да го споделам со моите ученици, ќе биде само овој дел, затоа што зошто го правам ова? Ако го споделам со моите ученици, самата апликација врши контрола кој колку одговорил и кога го одговорил. Ќе го копирам линкот и сега автоматски видите дека горе се зачува, нема потреба ништо јас да правам. И ќе се вратам назад, еве го квизот. Автоматски преđеска не беше тука и ќе го вметнам. Сега, ова е задача, јас ќе ја дистрибуирам до секој ученик во моето оделение. Овој квиз. Значи, одам во клас ноутбук, во делот ќе дистрибуирам и тоа ќе дистрибуирам индивидуално на секој ученик посебно. Сега овдека ќе ме треба да се појави моето оделение и оваа задача да му ја пренесам него. Еве вака и на ученик 3 сам. Next. Или ајде на сите. Постапката е иста. И тоа каде сакам да биде ова? Например, домашна работа. Еве сега имаме информација колку време ќе треба за да се направи домашната. Работата е завршена. Сега да видиме, сега ќе се вратиме кај ученикот, значи ќе, еве го ученикот, еве во група 1, тоа што го почнав минатиот пат со станокот, а ова е јас сум како наставник таму приклучен, но сега треба да се приклучам како ученикот, се извинувам. Ова е логиран ученик 1, значи овдека треба да биде. Одиме во клас ноутбук. И сега секој ученик, тоест овој ученик 1, во делот за домашна работа ја има задача 1. Еве го квизот што јас го креирав. И го дистрибуирав со еден клик на сите ученици од моето оделение. Сега, бидејќи мало ми е прозорчето тука за гледање, ќе си го отворам во пребарувач, затоа што учениците го имаат ова. Апликација не мора да имаат. Еве го. Сега е многу поголемо. Исто така, ја имате опцијата за Immersive Reader да ви го прочита, но напомнувам, кога би било на македонски би било прекрасно тоа. Но сега нема да може. Сега видите, јас нема да многу да ги гледам тие, само ќе одговарам. И submit. Сега, ако кликнем на View Results, ќе ги видам резултатите што сум ги направил. Првото случајно го погоди. Ова беше така направено затоа што ученикот ќе ги види резултатите, ама и не мора да ги види. Сега, јас ако се логирам како наставник, еве го тестниот наставник, ако се обидам да ја прегледам работата на ученикот, значи сега ќе изберам домашна работа, next, задача 1, и сега ќе видам, например, првиот ученик ја прегледа. Значи, еве сега ќе видам како ученикот, овдека, ако беше како домашна го одговорил, но бидејќи беше квиз, овдека, јас ги немам резултатите, туку го гледам квизот. Разбирате, ова како беше пишана работа, ќе ги имаше пишувањата на ученикот. Затоа што одговорите на квизот што го креирав јас тука, стојат запишани на друго место. Сега ќе ви ги покажам и тие. Значи, на овој начин можеме да прегледаме домашна на ученикот. Еве сега што е разликата да не направиме забуна. Ова е како ученик, е вака, например. Ако овдека ученикот напиши коментар, пример, то задачите, отвори нова страна, или во задачата проба да коментира. Еве вака. Овдека се идам да го сколемам. Еве овдека.
Значи пишувам коментар од ученикот, не можев да ја решам задача 3. Ве молам помогнете ми. Тесно забележувате дека автоматски се зачувува. И кога ќе се зачува, го добивате овој знак. Сега, ќе се вратам кај наставникот. Сега ќе излезам од тука, за да се рефрешира целото. И ќе појдам кај ученик 1 во домашна работа, во задача 1. И сега треба да видам, не можам да ја решам задача 3, ве молам помогнете ми. Сега наставникот може во било кое време да му помогне на ученикот. Јас ќе напишам сега. Пример, што требаше да направиш кога имаше дропка? Сега, овој одговор, што јас му помогнав на ученикот, тој автоматски ќе го види. Еве го. Автоматски е синхронизиран. Не помина ни 2 секунди. Тоа што го напишав јас како одговор, ученикот може одма да го види. Значи, ова беше само еден пример како може да се направи. И тоа исклучиво користиме OneNote. Истото може да биде и со Word, истото може да биде и со PowerPoint, може да биде било што. Но сега користиме само апликации и алатки што ги имаме во Teams. Значи сега ова е за, ајде да се вратам кај наставникот. 21 часот точно. Кај наставникот во неговата тетрадка. Значи, ги дискутиравме сите опции како наставникот може тоа да го дистрибуира кај своите ученици. Ако сега, например, видите, ако го отворите, значи не го отворите тимот, не отворите тетрадката, затоа што имате десно ви спомнав опција за sharing, можете да ги уредувате сите, што ако овдека го изберите OneNote на почетокот. Вие имате опција да додадете нова тетрадка од тука или да ја отворите таа што веќе сте ја направиле. Кои се споделени со мене како наставник, кои се моите тетрадки како во оделението и овдека да откриете уште некои други што се споделени со вас. Јас сега ќе се вратам назад, ќе се приклучам како јас и ќе појдам во моето училиште и ќе се логирам со мојот училишен акаунт да видиме што ќе се случува. Еве. Значи, јас ако појдам во OneNote, имам повеќе за да ви ги прикажам. Еве ги, сите што сум ги креирал. Овие се тие што се споделени со мене, еве тетрадката што беше споделена со мене, иако не сум автор нејзин. Значи, вие можете да ги споделувате помеѓу колегите со линкот како што го добив. Сега, за ова ќе зборуваме нешто покасно. Видете сега каде се наоѓам. Ова го надминува. Сега се наоѓате во SharePoint. Не сте повеќе во тим. Туку ова е местото каде што се зачувуваат фајловите и доколку нешто се избриши. Сега од тука можам јас да пристапам на документот, значи тоа не е зачувано кај мене, затоа што некој друг го споделува. И сега јас можам да помогнам да го видам квизот, што го одговараше ученикот, и можам да ја гледам дискусијата. И да помогнам во дискусијата. И да направам било што претходно можевме да го направиме. Можам да копирам, бидејќи ако сум наставник, можам ова да ја пренесам на некој друг, на друга тетрадка, мене ако ми треба и така натаму и така натаму.
Значи, ова би било, сега да се вратам во тимот, што го креиравме за оваа намена. Еве го, групата. Еве ја тетратката. Нема потреба да излегувате воопшто. Учениците нема потреба да користат ништо повеќе, освен тоа што го имаат на нивните компјутери. Значи, може да го користат и на телефон, но ќе биде единствено пречка малиот екран. Значи, еве го тетратката што е тука. Значи, напомнувам, внимавајте, истата тетратка може да ја отворите преку Teams, истата тетратка може да ја отворите и преку, ова е погледот на, да видиме кој е, ова е тестниот наставник, што го креиравме. Сега, преѓеска немаше, нели кога го отворивме на почетокот од средбата тетратка, со сега веќе има тетратка. Може да ја отворите преку пребарувач. И истиот поглед е, забележувате, и потполно идентичен, можете во секое време да помогнете. Зборувавме за инсет, но ќе зборуваме нешто покасно. И овдека има многу додатоци што ги имаме. Може да пишувате, да цртате, да прегледувате на различни начини. Можете боја да смените на позадината. Можете, ако сакате, да на линијата да ги исклучите овие опции, за да бидат во поинаков облик. Значи, може да си поиграте со опциите на било кој сакате начин. Сега видите како се направија поинако. Добивте повеќе простор. Истите алатки се само поинако распоредени. Еве го. Значи, ако сакате, може да представите, да прикажете линии, но овдека не можете, морате да отворите во обичната верзија. Значи, ова беше најкратко, најбрзо што можеше да објасниме се за OneNote. И на крајот, како резиме на ова што го спомнав денес. OneNote, односно клас ноутбук, е тетратката за вашето оделение. Ја имате само во делот General во вашето оделение, во вашиот тим. Ако појдем во друг тим, забележувате, немаме ништо такво. Затоа напомнав минатиот час, како идеја, кога ќе се прави вакво нешто, тогаш подобро е наставникот да си има собствен тим, за да го има собствената тетрадка, да ја има собствената тетрадка. Сега, ако сакате да видите каде се оценките од ученикот, нели квизот едниот ученик го реши, имаше, мислам, 10 поени. Сега дека треба да почекаме да се пополни, може би уште не е погодено. Затоа што не решаваше квиз кој што имаше поени, ама изгледа треба време да помине. Ама за наредниот час ќе зборуваме за тоа. Делот на тетратката за вашето оделение само ја имате во делот General. Значи, ако сакате другите наставници да ја користат нејзе, тогаш ќе требаше да правите, да му дадете посебни дозволи на наставниците, за да може да ја уредуваат, како што ви кажував на почетокот. Затоа, уште еднаш се потврди дека најдобро е секој наставник да си има свој тим и секој наставник да си напише своја тетрадка за своето оделение и при тоа забележавте дека можете истата тетрадка со едно креирање да ја споделите за сите 100 ученици на кои што му предавате. Значи, сега јас ќе го прекинам споделувањето и ќе ви дозволам, ако доколку има заинтересирани, нешто да прашаат во врска со ова, да коментираат. Има уште многу за зборување, ама ова мислам дека доволно за прв пат. Само да прашам. Повели. Ние, нашето училище, Каролина од Штип. Значи, веќе имаме формирано и тимови и се. Okay. И вчера колегата админ ни направи сосема нови акаунти со нови пасворд. Дали е тоа потребно или може ние на старите тимови да ги користиме? Бака се, ако добро ве разбрав, вие имавте лански или оваа година? Лански, да. Па сега, ако ги имате лански оваа година, нема потреба да ги креирате. Мојот е креиран пред 4 години и го користам се уште истиот. Сега уште едно прашање.
на старите, јас гледав туторијали дека за дозвола да го користиме клас ноутбук или assignment треба да имаме дозвола од админ. Упишував вчера цел ден, имаме дозвола на assignment, на клас ноутбук немаме. Гледав јас некако сама да го вклучам, значи можам да го симнам од Add App, Така, да. само што кога ќе кликнам на него, не можам ништо да работам. Вака се. Значи, најверојатно се уште немаме дозвола од Најверојатно, сега не можам да проверувам овдека, да видам во кој дел е точно, можам да се обидам, да најдам на брзина, како одговор на прашањето, веќе го спомнам. Не мора да идеш, значи може утре, еве. Така, запиши ми, подсети ме, те молам, за да проверам, да видам каде стоат подесувањата, па ќе ти пратам линк. Може така? Може, благодарам. Ништо, нема проблем. Дали имаме друго прашање? Добро вечер, Игор, Добро Бракица. Еве, конечно да ве добијам и јас нешто да кажам од моето искуство од минатата година. Повели? Значи, јас ги користев и дигиталните тетрадки и го користев клас ноутбукот. Значи, искрено, многу сум задоволна од користењето на овие апликации и им препорачувам на сите колеги да почнат да ги користат и да истражуваат и да ги откријат убавините за работа во Teamsoft и во Office 365. Значи, креирање на тестови, споделување на работни задачи, подготовка на часови, снимање на часови видеосредби и се што нуди ова апликација. Се надевам дека бројот на наставници кои што ќе почнат да го користат Microsoft 365 ќе биде поголем. И со надеж дека ќе добиеме да користиме на македонски јазик. Толку од мене. Благодарам. Искрено се надевам и јас дека ќе биде локализиран на македонски, како што е Word-от. Но ова е уште еднаш да напоменам. Office 365 пакетот е бесплатен за училиште, при тоа вие добивате само веб верзии на сите алатки. Односно да ги користите преку пребарувач. Но тоа значи дека ќе имате на располагање 80% од сите можности што ги има Word-от, например. Или PowerPoint, што кога би го имале во нормална платена верзија. Но тоа не значи дека во настава ќе ми требаат сите можни анимации во презентацијата во PowerPoint. Или пак, од друга страна забележавте од денешното излагање дека, например, во OneNote имате повеќе опции во клас ноутбук отколку во бесплатната апликација што ја нудат сите. Значи, на тој начин Microsoft сепак, ако го користите, ни нуди многу повеќе. Значи, јас еве предавам математика 20 некоја година. До сега немам сретнато алатка како што е алатката за математика во OneNote. Не постои ниту една друга апликација, јас барем немам сретнато, која што е толку моќна, која што мислам дека е толку моќна што може да го трансформира начинот на кој што предаваме математика. Не само математика, и физика, и биологија, затоа што имаме калкулатор, нема потреба повеќе да губиме време на непотребни, јас велам, во наводници непотребни пресметки, затоа што ќе се одлече вниманието. Значи, технологијата е тука, правиме обиди да ја користиме. На нас е како ќе ја искористиме. Еве правиме начини и обиди како тоа да биде подобро. И мислам дека ќе биде со секој ден нешто подобро и нешто плюс. А има толку многу, ќе зборуваме покасно, настојувам да не одам во апликации затоа што тогаш нема крај. Значи не можеме да престанеме од зборување за тоа како можеме да го направиме часот, затоа што сметам дека наставникот е како диригентот. Со едно движење на палката тој може да го смени звукот на цел оркестар. Точно и ние можеме да го направиме овој на начин на кој што ние сметаме. Од нас зависи како да ќе го направиме. Дали имаме некој друг? Од мене. Цветанка Дали имаме? ме слушате? Снежана? Повели Пилокој? Да. Дали може, Игор, да добијам овде можност да споделам екран за да прашам нешто? Снежана ти беше, така? Да. Еве,
Одма. Само момент. Повели. Вака, јас забележав кој проблем ми се јави. Дали го гледате екранот? А не, јас не гледам се уште. Па го споделив. Може би доцне. Сега? Не. Не. Чекај да видам да не е во другиот прозор, јас одек. Не. Тука треба да излезе. Ајде уште еднаш ќе пробам. Еве споделувам, не знам. А ти што го, не се кај гледа. тебе се појавува? Еве сега почна да се учитува. Ама ми бара преку, мора да одам преку апликацијата, бидејќи јас сум преку браузер. Не е битно. Не е битно? И не е битно само да го видиме тоа. Ако не можеш, ќе ми пратиш слика, па јас ќе пробам да го направам. Ајде да видам така. Не сака нешто. Тогаш ај пробај опиши, па јас ќе видам што можам да направам. Вака, кај тимовите кога сум, значи во табот, нели, General, кога одам на клас ноутбук... Момент, ми се извини, појавува- Снежи. Ќе го тргнем прозорецот, кога ќе зборуваш да гледаат сите други и јас ќе следам тоа што кажуваш ти. Ај повели. Значи, кога одам кај тимовите Така. и на клас ноутбук кога одам, ми се појавува дека има некоја грешка и да пробам за неколку минути, меѓутоа на сите тимови истото ми се појавува. И на секоја проба е тоа истото, да не треба ваму кај што се апликациите, кај што имам клас ноутбук, да не треба тука нешто да направам за да ми се појави ваму кај Teams. Вака сега. Имам неколку проблеми што може тоа да биде. Например, кога ќе го креирате тимот, како што го креиравме минатиот пат. Да. Тимот, кога ќе појдевме во класнот, автоматски се креираше. Значи, можно да е проблемот, исто како претходната колешка. Друг проблем може да се случи. Еве, например, моје оделение минатата година, второ 1, кога ќе појдем во делот General, јас немам опција да креирам клас ноутбук. Затоа што овие тимови се креирани преку групи во администраторскиот дел. Можно да се креирани така, ама знам кај тебе дека не се така креирани. Значи, треба да провериме ако се брзо креирани, например денес, да почекаме, ама мислам виде денеска дека на средбата јас ги креирав сега. Значи, пред саат време. Не сум денес, уште јас недела дена веќе пробувам, Значи- и не знам, упорно ми се јавува во тимовите дека не можам, дека има некоја грешка и не можам воопшто клас ноутбук. А кога одам кога ќе влезам, нели, во Office 365 и кога ми се појавуваат сите апликации, тука имам клас ноутбук, па кога ќе отворам тука, значи ми дава добре дојдовте, нели, ова, Така. она, и сега вика креирај клас ноутбук, одат и студенти, да не треба тука нешто Еве да сега направам. го пребарувам прозорецот за да можам да ти покажам. Само да го најдам тој. Ова е тој. Значи, спомнувате кога ќе појдете кај сите апликации овдека, кога ќе појдете во OneNote. Да, во General. Не се гледате. Сега. Колеги, ајде не претеруваме многу, го заморивме Игор Нема. за нареден час да оставиме нешто. Еве сега ова само не да се видим. учи Значи, така брзо. овдека, ако можете да креирате, ова е OneNote, ама да ги видиме сите апликации овдека ќе ги видите. И сега овдека имате клас ноутбук. Ако немате во оделението, можете и одавде да го креирате, само да го најдам кај беше. Еве го. Значи, креирањето на клас ноутбук одавде е малку поинакво. Да. Добро, ќе разгледам, ајде па Значи, ќе се слушаме. овдека можеме еве да почнеме од наредниот пат одавде за да видиме како се креира истата постапка. Се креира, се додаваат Може би ученици. е поинаку кај мене, не е исто и за Добро, тоа. ќе пробаме не е. после па да видиме. Ќе пробаме после, важи. Оп, еве го твојот екран сега испадна. Сега изгледа. Да. Добро, не знам кој го гледате сега екран. Оне што ти мовите? Не, јас се гледам себе си сега на тој екран, нема врска. Добро. Нема проблем. Прекинете со споделувањето, не е проблем. Океј. Еве истиот проблем и кај мене. Така?
Да. Не можете? Што не можете? Не можете? Значи, горе ми е симнато клас ноутбук, Така? ама кога ќе кликнем на него не можам да работам, ама тоа ништо. Еве истиот проблем, најавете се, apply later, не знам што. Не. Пробував ипак преку 360. Пробував преку Teams на 5 apps, не знам што. Го симнав, ама не функционира. А тие туторијалите што ги гледав, значи администраторот најверојатно треба да ни дозволи за да може да го користим. Па можно Го да е молам- тоа, затоа што јас гледав денес во едно училиште каде што се логирав како администратор по Бараја, да видам имаше опција дека и тимовите воопшто не беа вклучени. Значи Teams воопшто не можеше да функционира на ниво на организација. Значи можно е, Не. еве ќе разгледам вечерва за утре да ви кажам. Дали може тоа да се направи, како би се направило? Благодариме. Ништо, нема проблем. Дали имаме уште некој? Па ако нема, тогаш од видеото ќе гледате, сега не знам дали го гледате, веќе го споделам за сите да знаете да го видите. Само овој ќе завршам со денешната средба, затоа што ова се прави на крајот. Во делот на participants, што се добиваат на икончето што го гледате тука. Кога ќе појдете во делот на participant, освен што не можете да направите мјут на сите, што се присутни, можете и на овие 3 точки да ја симните листата на посетители. На вашиот час, на средбата, на било кога, и при тоа, кога ќе се даунлодира, ќе добиете информација долу десно, која кажува дека е симнат. Исто така, може да ги измените дозволите. Тоа како што го направив минатиот час, дозволите можете да ги смените во текот на часот. Значи, во текот на часот може да дозволите кој да премини, кој да презентира и така натаму за кој што зборувавме минатиот пат. Значи, тоа можете да го направите во текот на самиот час. Значи, тоа беше се за денес, се гледаме утре во истото време на истото место. А да ве Повели? замолам да кажете што ќе работиме следниот час? Па ќе продолжиме во врска со ова. Јас планирам, бидејќи најмногу од вас ќе работат преку презентации. Значи, најголем дел од колегите, тоа е моја претпоставка лична, и утре ќе се обидам да ви прикажам, да го решиме проблемот од денес и да ви прикажам како најдобро да ја презентирате презентацијата пред учениците. Значи, нема да изработуваме презентација, туку како готовата презентација да ја прикажете пред учениците. Има 5 барем различни начини како тоа да се направи. И сами ќе видите кој е најдобар начин. Тоа мислам дека ќе биде многу кратко. Ама ќе почнеме со делот што денес завршивме. Тај како најава. Значи, ако не... Игор, Оп, извини, исклучив микрофоните, слободно приклучи го. да, снимката од вчера дали е аплодирана? Да, снимката вака, ако го имате линкот со фолдерот од снимките, во истиот фолдер ќе бидат сите снимки. Значи, ако имате гледано првата снимка, Да. па во истиот линк ќе бидат сите снимки до сега до крај. Ево, после оваа средба за 1 сат ќе биде и таа наместена. Океј, супер, фала. Ништо. Ако не сме добре на првата снимка, Молам? ако може да ги најдеме? А линкот ќе е сега, нека да завршиме со средбата и ќе го објавам уште еднаш линкот од во кој што ќе бидат сите снимки. На групата? Па ќе го најдам, не знам, јас можам и да го наместам, ако сакате можем да ги наместам и на YouTube да видат. Не е проблем. Може на YouTube. Може и на YouTube. Е, Игор, вака, да ќе ги направам ставите, еден за да канал можете како да што ги се гледате. и ќе ги наместам сите таму, ајде. Не? Подобро е Да, вака. Добро, не е битно, мене не се исто ми е само поќе време ќе треба. Да.
Полесно е. Ајде, како било? Добро. Ќе бидат. И попристапно, да. Да. Не можеме Како што секогаш беше- да се уклучиме, да. Нема проблем. Како што беше до сега. Нема проблем, ќе бидат пак таму наместено, а како дополнително ќе ги наместам и сите на YouTube да бидат. Не е страшно тоа е техничка работа само. Благодариме, Игор. Ништо нема проблем. Довидување. Многу добра ноќ. Добра ноќ, се слушаме. Пријатно. 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 Поздрав. Чао. Чао, чао. Чао, чао.